Дали е точно дека си имал конфликт со Урко? Подкаст кој ќе ви ја открие вистината, а вие имате право на тоа. Повелете, господине. Кај си бе Тоше Зафиров, бе, шампион бе мој, бе. Мој другар, мој брат. Што правиш? Што го мислам? На арапски парфем некој. Од кај ги взимаш овие парфеми? Што ти е? А што кажа дека овој парфем? Пако Рабан, тако блак, да. Тоше, добре дојде во канал 77 број на Национално радио, подкаст на YouTube, лайк, subscribe за повеќе јавни личности на Детектор. Залаги. Добро те најдов и штом си ти водител, не сумњам дека ќе биде прекрасна емисија. Ти си, може да кажам дека си бивши полицаец? Може слободно. Може. Ко бивши полицаец, кога ќе ти каже некој детектор, што си прво помислуваш? Па дали лаже или дали ја кажува истината? Нема друго. Да, а си бил некој, знаеш како иде тој испрашување, тој испитување? Не сум бил, сум присуствувал, не сум бил јас лично на детектор, сега никогаш. Си присуствувал заебано ли? Па вајда за тој што го испитуваш. Да? Да, сигурно. И кажи ми некако, предизвик ти е денеска да учествуваш, да видиме, да видат гледачите дали ја кажуваш вистината, дали си точен. Не знам дали точно се сеќавам, дали беше твојата прва емисија со Талевски. Да, со Филип Талевски. Да, баш бев в Дубај, кога гледавме со Барби на плажа, ја гледавме, твојата прва емисија. Леле, да, со Филип Талевски, да, со Талевски. И си рече, и баш со Габи коментира, викам, не дај Боже да ме викне во оваа емисија, не посакувам. И од сите подкасти, кога ми се јави, ама премногу сме блиски и не можев никој да тоа. Ај него би откажал вакво нешто? Да, ки друг не би отишол сигурно. Зашто? Па не знам, не чувствувам потреба сега некој да ги знае моите. Ви сте детектор залаги дали е така, дали не така. Ама види, да, малце шубе, што би рекле кај нас во Источна Македонија. Да, мислам дека немам потреба секој еден да знае дали во суштина е нешто лажно или не, но кајте, мислам дека може да. Ама јавна личност си, нели како јавна личност луѓето сакаат да дознаат повеќе работи за тебе, тоа дефинитивно. И нека дознаат и треба да дознаат. Замисли на секој подкаст ние едно исто да кажуваме, едно исто да слушаме, или сме нема ли малце да досади? Па во суштина да, но ако се менјаме онака начин на размислување и начин на работа, така да ја мислам дека и баш некои фази на животот сум имал, каде сум разговарал плотно за бодибилдинг повеќе, па потоа меѓубрачни односи, па сега имам некоја друга тема интересна што ми е, така да мислам дека баш ми е онака во некои фази животот кај што имам цело време имам некои нови предизвици. Нови етапи, да, баш убаво кажува предизвици. И сега знаеш што е муабетов? Муабетов е тоа дека да, буквално луѓето тебе те слушаат и те почитуваат како, нели, почитуваат пред се како врвен спортист, шампион во тоа што го работиш, но на крајот од денот ти многу пати знаеш на Инстаграм да ставиш видеа каде што мотивираш, каде што зборуваш, каде што имаш цитати од книгите на паметните луѓе, цитираш и т.н. така да луѓето се навикнати да го слушаат тоа и сега ќе видиме некои работи што не се навикнати да ги слушаат Тоше. Нормално и баш многу размислов и на таа тема. Во суштина кој сум ја и да кажувам и да наметнам нешто, дали е во ред и тоа што го правам. И размислив дека подобро би било некој ако ме праша нешто од тоа што го работам, јас сакам да го пропагирам се тоа на тие здрави вредности да кажам, ајде. Рано станување, кардио, здрава исхрана, џентлменски односи, чојство, фамилија, семејство, мажот како да треба да се однесува, но да не го наметнувам на некој друг дека треба и тој да го прави. Баш пред некој ден. Да, те слушам. Пред некој ден шетајќи некој ви гледам на зграда работат работници и сега јас треба да им кажам на нив да јадат 10 белки. Па тој за половина час повторно гладен ќе биде. Тој мора друг. А не ви држат јајцата? Па нема, знаеш, саат-два тоа е максимум, плюс таква храна. Затоа ние имаме по 6-7 оброци во текот на денот. Почесто јадеме по помалку, за да може телото да го абсорбира сето тоа. Сега тој работи на зграда 9-10 часа, треба на секој саат и пол 2 да јаде. Што е било најубаво, лебац да се набуте? Па под сабајле они си јадат буреки вако. Сега има и други алтернативни работи, но верувам дека немаат време и не се психички толку спремни тие за такви предизвици. Затоа треба да го оставиме секој она што е најдобро за него да се го работи. Добра точка. Спремен си? Спремен. Фокусиран си? Фокусиран. Ќе кажуваш вистината? Ја кажувам вистината. За кратко Горан ќе дојде, ќе ти ги намести деловите од детекторот за лаги, полиграфот, кој што
еден од поточните во светов и е нарачно од Америка, 100 пати го имам кажано тоа. Се гледаме за кратко, може? Може. Тошка? Може. Добре дојде уште еднаш во студиото на Канал 77. Ми кажа дека си спремен. Тано, заборав да ти кажам нешто многу важно. Слободно. Јас сум бил на обука во Израел, кај што ме учеа како да го излажиме детекторот за лаги. Мислиш дека го излажеш? Не. Се шалам. Тоше, дали твоето име е Тоше? Не. Тоде. Да. По кој си Тоде? По дедо ми, Бог да опрости. По дедо ти. Јас сум по дедо ми Мирослав. Тоде. Тоде. Па зошто Тоше сега? Па најверојатно Тоше на Гале, но и то да никој не ме ни знае искрено и Тоде да ми викне некој, тешко дека ќе се јави. Јас ти викам Тоденци. Многу мал број на луѓе и тие ми се драги баш онака кога ќе ми викнат Тоде, бидејќи тоа баш ми буде некои спомени од раното детство. А мајка ти како те вика? Тоше. Тоше те вика и она? Тошенце на Галена. Тошенце на Галена. Синко. Синко. Да. Добро. Тоде, дали си победил на надпревар каде мислиш дека не си бил за прво место? Не. Мислиш дека сите надпревари ти биле освоени, тоест првите места заслужено? Да. Ова се подпрашање, јас веќе, затоа што веќе анализираме, забораве ти кажам на почетокот, на секое прашање се анализира одговорот, има 30 секунди. Првото помине, второто веќе 8, 7, 6, така да јас ти поставам подпрашање да не ги губиме тие 30 секунди, да не ги фрламе у воздух, ја поставам подпрашање за гледачите. Значи секош мислел дека, тоа секош си помислел дека кога си освил, сум го освил заслужено и веројатно јас сум најдобриот. Па види вака од аспект на спортист, секој спортист е нормално за себе најдобар. Но да бидам и искрен со себе и самокритичен да бидам, мислам дека сите такмичења што ги имам освоено ми биле заслужени. Тоде, дали некојаш си лажал за твој режим на исхрана? Да. Некојаш кога си бил, карикирам, најаден? Па некојаш сигурно сум каснал нешто, кај што кажувам дека не сум јадал, да. И некојаш сам себе сум се излагал, случувало и за надпревар кога се спремам. Ништо страшно. Најчесто го прават но извини, но се казнува после тоа. Обавезно или кардио или дупла тренинг, така да самиот се казнува. Секогаш. Сакаш да кажеш дека после имам осеќам некаков грев, да, дека сум направил и морам некако да го исперам тоа од себе. Тоше, Тоде, дали некојаш си излажал за резултати постигнати од диетата? Например, да кажеш, со оваа диета ославно 15 кила, нема веза ти 10 си ославно. Да. Може би несвесно. Да, добро, значи на шампионите си случува тоа. Кога најчесто тоа ти си има случено? Кога, например, сам себе ќе си излажеш, Габи ќе излажеш дома твоите ќе денеска си имнав 3 кила или месецов си имнав 6 кила, а ти си трипл, например, скинал? Па во суштина, кај мене не играше никаква улога килажата, бидејќи јас сум во тешка категорија и тоа е над 90, над 100 килограми, така да воопшто не игра улога тежината, повеќе игра улога колку пазиме на исхраната и дали тука сум прекршил нешто, а тежината, барем последните 10-15 години, никаква улога не игра. Мислам, ја и константно некои 107-108 килограми ми некоја константна тежина, така да немам варијации некои големи. Најголема тежина имав кога знам се женев за Габи, тогаш бев 125 килограми. Како трупче бев.
После тоа веќе се врати во нормално. Тоа е 2002 година. Дали знаеш дека си првиот специјалец кој што си ставен на детектор на лаги кај мене во емисија? Не знам. Еве јас ќе ти кажам. Не сум првиот. И кој беше Стојанчо Ангелов. Да, браво бе Тоше, бе, леле, го забравивме генералот. Голем поздрав до генералот. Да, голем поздрав до генералот. Дали некош си бил љубоморен на успехот на друг бодибилдер? Не. Никогаш? И никаде? Никогаш. На светско надпреварување, на европско? Никогаш, дури напротив и се радувам, а посебно некои наши ако направат успех се радувам. Во Македонија? Како што кажав, да направи успех некои наши на се првите твои надпревари кога беше Анонимус, кога беше? Па јас од кога почнав Анонимус од моето прво надпреварување победив јуниор уште 98 година на моето прво надпреварување. Потоа 4 пати бев победник во својата категорија, 4 пати апсолутен шампион на Македонија. Го немам чувството на пораз, да, и да бидам љубоморен на некој. Во Македонија си имал второ, трето место? Не сум имал никогаш, не сум изгубил од никој. Машала. Дали повторно би се вратил на позицијата обезбедување на премиер? Не. Зошто? Бидејќи сметам дека тоа е во одреденски временски период од животот кога си помлад, поенергичен, кога можеш да се посветиш на тоа. Сега сакам повеќе мир, да бидам повеќе со семејството, така да имам други бизниси кои што ми се приоритети и сметам дека тоа само би ми било терет и не можам професионално онака како што треба да извршувам својата служба. А за убава парка? Не. Па не, се во парите, не успеа парите. Времето и мирот нема цена, така да. Дали си бил сведок на кривично дело? Кој што се сеќавам, не. На ниедно кривично дело? Не. Може како мал некогаш. Нешто ако сум заборавил. Може, многу мали кога бевме. Не, такво Тоше, не ме интересира за тако кривично многу мали. Веќе кога сме, веќе возрастни. Не, ништо. Никогаш. Не си имал до сега некој работи да ги гледаш кога се биле, не знам, тепачки убиства прека... Тепачки да, су гледали и сум учествувал, а тешки кривични дела, например, да има некој ранет или, не дај Боже, смртен случај или таков исход, не. А порано работев како обезбедување, нормално сме имали физички пресметки и се. Се тепал? Да. Дали е точно дека си имал конфликт со Урко? Не. Никогаш се немате скарано и... Не, имаме конфликт, тоа не е ни конфликт, тоа е различно размислување околу федерацијата, што е бодибилник. Инако лично да имам со него некој конфликт, напротив, премногу го почитувам како личност, како особа. Ми помогнал во животот, сме биле колеги во тоа што го работевме известен период и... Ни Урко кога беше најак во тоа време? Не, напротив, тој колку бил појак, толку сме били ние појаки, така да ја само можам да бидам благодарен за се што има направено за мене. Урко ти беше шеф? Да. Па мислам тој не донесе на таа позиција и порано во Манатов додека работевме во диско исто така тој го работеше тоа диско, покрај него работевме таму. Потоа и со Груевски заедно почнавме покрај него, така да можам само да бидам благодарен бидејќи сепак ме донесе на еден друг левел во животот со други луѓе, други познанства, навистина кои што мислам да не беше тој, дали би бил на тие позиции, тоа е знак прашање. Дали е точно дека после тркањето на рате со Кристијан Голубовиќ, тој самиот сакал физички да се пресмета со тебе? Не. Го победи Кристијан. Ти. На раце. Го победи или не? Да, добро тоа. А не се зашто смееш? Сериозно Кристијан е толку многу физички спремен? Да, доста физички јак. Тој сега доста физички јак, а можам да замислам на времето како бил. А и слушајќи доста луѓе од негово време кои што кажуваат за него, мислам тогаш физичка пресметка била нормална, не како денес ножеви, пиштоли, туку баш имале ферки кај што се тепале. Сега го нема тоа, тој на времето бил стварно и сега е многу физички јак. Колку имам 55-56 години, не знам точно, но е навистина многу јак.
Сега тој си има некои приказни негови, што навистина тоа е друга страна. Но и јас го гледам дека е физички многу јак, кога сум гледал некои инсерти од задруга, 6-7 луѓе обезбедување горила како тебе не можат да го тргнат, не можат да го повлечат, не можат да го дигнат, не можат да го бутнат, тоа е сила голема. Да, но последниот пат кога се буткавме на рака и тоа овде во Скопје, јас бев навистина во тренажен процес кај што вежбав по 2 пати во денот секој ден. И он се изненадили кога го бутнате. Да, тој беше изненаден и тој мислеше дека додека ја го држев на рака дека кондиционно ќе сум паднал и очекуваше на кондиција дека ќе ме фате, ама не, ја бев навистина многу поспремен и штом се фатевме за рака знаев дека можам да го гутнем. Тоа е многу сила да го гурнеш Кристијан на рака. Добро, сега јас вежбам редовно и имам некој континуитет, како што кажавме. Може и генетика малку. Така да избегавам обично буткање на рака, тоа може само некоја повреда да ми донесе на раката. Да. Потоа да не можам да тренирам или нешто, затоа избегавам такви експерименти. Да со Кристијан беше интересно, но истина видеото е повеќе од 100 милиона прегледи има. 100 милиона? Повеќе од 100 милиона. Само на Инстаграм имаме веќе 77-8 милиона. Само на едниот профил. Фејсбук, другиот профил Инстаграм, сигурно помина над 110-120 милиона. Тоа е многу голема бројка. Па мислам нема некој македонец со поголема бојка или? Нема шанси. Имаше 80 милиона да има некој прегледи. Имаше син на мајка која го имитираше, која боксуваше, у боксерска вреќа која имитираше геј и он само тоа беше многу вирално. Не знам колку имаше. Не знам колку е бројките, го следам стварно свака му част тоа што го работи, наистина. Онак се гледа дека човекот го има тоа во себе и нормално дека ќе го има. Не знам само кои се бројки, там не ми се верува над 100 милиона дека има некои прегледи. Бијќи јас фатив многу популации од Србија, Хрватска, странство, бијќи Бака Прасе го споделуваше видеото, така да гледам сите српски медиуми го споделиле тоа и затоа најверојатно станало толку вирално. Дали е точно дека можеш да излечиш наркозависници и коцкари? Да. Ова ти е нешто ново, на кој начин ги лечиш? Па најпрво на начин кој што го имам моето 30 годишно искуство од мојот живот, мојата дисциплина, мојата работа на себе, сите оние вредности за кои што знам дека што ги правиме нешто добро за себе и сето тоа кога ќе го зачинеме плюс со психологијата, сум дипломиран психолог, сега за некој месец треба да бидам и магистар по психологија, мислам дека може многу да помогне. Бијќи сепак тоа се луѓе кои што оној допамин, хормон на среќа мора да го барат на друго место. Па едноставно тоа што го работам јас, го работат и тие. Заедно го работиме сето тоа, цело време сме во комуникација, баш од утринско кардио, па читање книга, благодарност кон Бога, сето тоа го правиме заедно. Дали некој се излажал, Габи? Да. Зашо најчесто ја лажеш, Габи? Тоа не знам. Тоа е бела лага или лага која што... Не, па нешто нормално, нешто што не би требало да го знае она. Имало сепак и бизнис работа, некои други работи кои што сум сметал можда и за неизино добро да не ги знае таа. И секогаш не треба да знае све. На фактички си имаш некои тоа тајни, не знам, си имаш некои све работи кои што ги чуваш само за себе. Некои работи мора да ги зачуваме за себе, а некои работи за доброто на фамилијата. Па нормално. На пошто фамилија институција. Да. Дали некогаш си го користел телото за да придобиеш девојка? Не. Многу сум згоден. Па не знам во кој аспект би отишло прашањето, но нормално дека тоа што вежбам, сигурно дека им не само довербата, мислам дека не. Не си се сликал? Сум се сликал. Си пуштал слики на девојки? Сигурно сум пуштал. Значи, телото си го покажал, си го презентирал. Да, ама телото е нешто само што физички може првенствено да биде нешто да не приближи само, потоа милиони еден друг фактор игра толку. А јас сум долго време и со Габи, така да такви предизвици баш многу и сум немал. Тогаш не бев многу за сликање пред да биме со Габи. Да анализираме, добро. Дали би бил министар за спорт? Не. Во некој од наредните влади? Сегашната? Не. Зошто не сакаш да бидеш министар за спорт? Се сметаш за неадекватен? Па не би можел тоа адвекатно да одговорам на таа функција, бидејќи многу поразлично го гледам моментално животот. Мене ми е слободата моментално најважно од се, времето ми е најскапоцено од се.
Сакам да имам време Не за би себе. можел да работиш од 8 до 8? Не би можел да работам. Не можел тоа да го работам, бидејќи сета работа ми е сведена скоро све што работам онлайн, другите работи ми се онака Сакаш да бидеш фриленсер цел живот? Сакам да имам слобода. Сакам да имам време. Времето е најскапа валута денеска што може да имам. Дали си во контакт со поранешниот премиер Никола Груевски, на кој му беше и шеф на обезбедување, тоест му беше обезбедување? Моментално не. Со Груевски имавте, окей, кога си обезбедување на премиер, а премиер е Груевски, разговарате, смеете да разговарате со човекот што го обезбедува, таа вип личност, или едноставно како на филмовите само кјутиш? Па, Или онако ти постои праш, нормално ти му одговараш? Да, нормално дека сме разговарале, посебно на пример кога одиме дома, кога го зимаш од дома, кога влегуваш кај него дома, кога одиш во кабинет, кога влегуваш во влада, тука нормално дека разговараш. Додека се друго е онака баш сведено на професионална база, а јас од секогаш сум внимавал и кога сум бил со негово присуство, што би разговарал, на која тема и секој размислував пред да кажам на секој мој избор. И не сакав да стварам некоја близина, сепак тој не е претпоставен, тој е премиер, не одговараме за неговиот живот и тоа треба да не биде приоритет. Веќе секоја поблиска поврзаност може да однесе. А носевте панцир? Па зависи од потреба, ако има некојаш потреба, да, а обично овде кога низ Македонија не. Дали е точно дека си имал понуда да направиш дете на девојка што не си ја познавал? Да. И? И го одбив. Го одбив барањето. Наистина тоа беше онака... Пред колку години е ова? Најпрво за препастувачки, па сигурно има некои повеќе од 15 на години. И најтажно од се беше што отиде до таму што сакаше да подпишеме договор дека јас не би имал никаква обврска спрема тоа дете, таа би го чувала. Те сакаше таа девојка? Не ја познам таа. Не ја познаваш. Дали е точно дека никогаш не си користил наркотици? Да. Си имал во друштво, нели, луѓе што секогаш околу мене сум гледал, во животот немам запалено ниту цигара, ниту марихуана, ниту било каква друга дрога или супстанца, нешто немам проблем. Кокаин си гледал луѓето што? Сум гледал, обично избегавале тие околу мене што биле бидејќи знаат дека тоа не го сакам ја и не можам да го поднесам тоа. Знам дека се криеле, но знам дека го правеле. Тоа во мое присуство само се криеле од мене. А никогаш ниту сум помислил, ниту сум изразил желба, ниту помислам дека до крајот на мојот живот дека би пробал такво нешто. Немам никаква потреба. Дали е точно дека си имал понуда да бидеш дел од обезбедувањето на Зоран Заев 2016 година? Не. Дали би прифатил такво нешто? За некој кој што ти бил конкурент, кој што бил од другава страна кога си работел во времето на ВМРО, од човек кој што бил од спротивен табор на твојот тогашен шеф? Вака, значи господинот Зоран Заев не може да ми е најмне ниту конкурент, ниту да го гледам како од спротивен табор, бидејќи ние бевме професионално вработени во Министерството за внатрешни работи. Да. Јас сум таму професионалец. Ако сум добил на служба, ако сум работел тогаш уште, знам дека мои колеги работат, сега не конкретно кај Зоран Заев, но во потесниот круг на обезбедување во 6-та управа или било што. Така да воопшто не ги гледам, никој не гледам од нив како мој личен конкурент. Конкуренти ми само тие на такмичење кога одиме и што излегуваме на бина заедно. Инако респект и почит спрема сите, за мене сите луѓе исти без разлика. Јас сум наклонет кога ВМРО нормално, таа е моја политичка партија која што од детство си ја сакам, но не ми смета ни еден било за која партија да е или религија или било што. Сите имаме право денеска слободно да размислуваме или да сме за ово или за оно. А и светот така функционира, црно, бело, лево, десно, така. Машината ги детектираше твоите одговори, имавме 17 прашања, имаме 17 одговори. За кратко, боди ленгвичот ти покажува дека окей, убаво си наместен, пулсот добро ти варира, бритот, дишењето ти е одлично, значи за жив човек,
Така да за кратко, бидејќи машината, детекторот за лај ги детектираше твоите одговори, за кратко се враќаме со одговорите и ќе дознаеме новие за тебе лесни прашања, каде ја кажа вистината, а каде не ја кажа. Тоше, ја кажа вистината или не ја кажа? На првото прашање, кој што сега ќе го почнеме и ќе видиме дали ја кажа вистината. Дали твоето име е Тоше, ти кажа не и точен одговор? Truthful. Можеш да видиш, ако сакаш да станеш да видиш дека точно делуваше. Верувам на тебе. Подоцна, дали си победил на надпревар каде мислиш дека не си бил за прво место? Кажа не. И не се кажал вистината. Значи имало надпревар каде си мислел дека не си бил за прво место, а си победил. Нашиот детектор детектираше лага. И не знам зашто не ја кажа вистината, у принцип си човек што ја кажува вистината. Најверојатно победнички сум размислил. Дали некојаш си лажал за твојот режим за исхрана? Кажа дај точен одговор. Дали некојаш си излажал за резултатите постигнати од диетата? Да, кажа и точен одговор. Дали некојаш си бил љубоморен на успехот на друг бодибилдер? Кажа не и точен одговор. Дали повторно би се вратил на позицијата обезбедување на премиерот или на премиер или на прв човек на влада? Кажа не и точен одговор. Дали си бил сведок на кривично дело? Кажа не и лага. Си бил сведок на кривично дело, кажува лај. Дека повторно не ја кажуваш вистината. Тоа е седно прашање, не понатаму. Дали е точно дека си имал конфликт со Урко? Кажа не, точен одговор. Дали е точно дека после туркањето на рад со Кристијан Голубеј, што е сакал физички да се пресмета со тебе? Кажа не и точен одговор. Дали е точно дека може да излечиш наркозависник и коцкар? Кажа да, точен одговор. И ни го објаснуваше кој дојде. Дали некој се излажал Габи? Да, точен одговор. Кажа дека се излажал, тоа се бели лаи кои што најчесто ние сите ги употребуваме да скриеме некои ситуации подобро на жените. Дали некој се окористил телото за да придобиеш девојка? Кажа не, точен одговор, иако многу пати ние го тоа, кога сме помлади, го користиме како некои атрибути. Дали би бил министер за спорт? Кажа не, точен одговор. Дали е точно дека си имал понуда да направиш дете на девојка што не ја познаваш? Да, точен одговор. Дали е точно дека си имал понуда да бидеш начело на обезбедувањето на Зоран Заев? Не, точен одговор. Од 17 прашања на 15 ја кажа вистината. Само на 2 не ја кажа вистината. Тоше, ти го помина делумно полиграфот, но имаше 2 прашања на кои што не ја кажа вистината. Дали се биле двосмислено кажани? Дали биле двосмислено, не беа двосмислено поставени, но дали твојата интуиција ти даде знак дека треба да кажеш да, а всушност било не, тоа треба гледачите да проценат и ти. Ти благодарам што ја прифати поканата и ајде најмало осврт за прашањата на двете прашања, зошто да искочија, зошто излегува лај? Па најверојатно тој победнички дух, повторно ќе кажам, секогаш мислиме дека сме најдобри, секогаш мислиме дека ние сме тие што треба да победиме, најверојатно таа победа, така сум размислувал во тој момент. Не сум во ниеден момент не сум посумњал, не сум се посомневал во тоа дека не треба да бидам прво место. Како што кажав, немам изгубено ни едно од преборувањето, сите први места ми сме, така да, но можно е негден подсвесно или нешто да има. Да. Сепак се соочуваме со конкуренти околу нас. Апсолутно. И сега дали ќе победиме, дали не, ние се прашуваме, јас со ночи и ночи не сум успеал пред надпревари, со кој ќе излезам, како ќе излезам, дали ќе бидам подобар од него, дали подобро ќе се спремам. Но прашањето беше дека се добил првата награда, а не било заслужено. Тоа не сум го помислил никош, искрено. Мислам јас од моја страна. Значи секојаш си мислил кога добиеш награда дека е тотално заслужено. Па да, можем да кажем да. Добро, дали беше стресно? Па воопшто не. Дали беше тешко? Не. Дали беше забавно?
Да. Дали беше различно од другите подкасти? Да, многу поразлично и поразличен концепт, но сепак ти имаш специфичен начин на водење, така да и она што мислиме дека е тешко, изгледа лесно. Ти благодарам многу што ја прифати поканата. Благодарам на тебе. Поздравувам многу Тоша и по права смисла си вистински шампион, сака да ти кажам, но претходно ми текна дека треба да ги поздравам и Канал 77. Тоша Зафиров беше дел од денешната вечерната епизода за наредни емисии и за повеќе јавни личности на Детектор за лаги. Вистинле со Миро Кацаров, лајк и сабскрајб на Канал 77, број 1 национално радио. Довидување.